Почитувани гледачи, добро вечер со ново издание од новата сезона на вашата и наша анализа 24, чие вечерашно издание го посветуваме на екологијата, односно на состојбата со палењето на депониите во Скопско, но и за палењето на отпадот за електронски материјали во Трубарево. Зборуваме за последиците што ќе ги имаме. Дел од надлежните институции излегува со наодите од земените мостри, дел најавија дека тоа ќе го направат како Инспекторатот за животна средина до петок за тоа дали имало и тешки метали во воздухот. Наши вечерашни гости на оваа тема се господјата Лидија Зафировска, поранешен водостопански инспектор во Инспекторатот за животна средина и поранешен генерален секретар на Министерството за животна средина. Добро вечер, господја Зафировска, и благодарам што прифативте поканата. И професор доктор Аднан Ќахил, универзитетски професор, хемичар по вокација, кој што има што да каже на овие теми. Добро вечер и вам, господине Ќахил. Господја Зафировска, ќе почнам прво со вас. Како го доживеавте сето ова како човек кој што цел работен век го посветил на подобра животна средина и на екологијата? Како го доживеавте палењето на депониите Вардариште и Брисла, меѓутоа и ова што се случи во Трубарево? Па секако дека палењето на ѓубриштата, така наречени депонии, и ова што се случи во Трубарево предизвика огромен интерес кај граѓаните, револт, посебно буди загрозувачки емоции по здравјето и животот на граѓаните, така да директно она што го вдишуваме сега како последица на чатта што се развиваше на околината и на котлината на градот Скопје, добивме, значи, нездрава животна средина, а буквално по уставот ни е загарантирано здрава животна средина. Значи, јас како инженер на овие пожари гледам како сериозен системски пропуст и јасен сигнал дека недостига одржливо управување управување со отпадот. Тоа значи дека нас наместо овие ѓубришта што ги има низ цела Македонија, ни фалат согласно закон за градење и закон за животна средина, закон за управување со отпад, ни фалат современи депонии. За такви современи депонии се зборуваше многу години наназад, можеби има 15-20 години, но никако да дојдеме, дури се сеќавам дека беа 5 на број што треба да ги има низ Македонија, уредени. Вие упорно депониите ги нарекувате ѓубришта, бидејќи и кога зборуваме за депонии, пак тоа треба да зборува за еден уреден систем, иако е депонија, пак треба да има некои претпоставени, уредени елементи да личи на систем на депонија. Нашиве не се дури ни тоа. Дали ќе се согласите, господине Ќахил, и како гледате вие нова состојба? Еве во најавата за емисијава кажав и тоа, дали долго време нерешените проблеми и на овој план сега како бумеранг ми се враќаат? Ќе се обидам тоа да симплифицирам на најдобар можен начин и јас ќе се согласам со господјата дека она што случи сега е алармантно, збунувачко, лошо и лошо делува на квалитетот на животот на луѓето во Македонија, но нешто што јас не можам да прифатам е дека тоа сега се случило и сега нашиот амбиент е катастрофален. Не е точно. Нашиот амбиент, нашата животна средина континуирано се влошува. Од 1800 до денеска, а и порано. Очигледно дека ние како општество немаме сенс за ова што се вика здрава животна средина, и ако треба ние да имаме консензус кој држава, треба токму тука да имаме консензусите, а не да политизираме даденава ситуација, овој е крив за тоа, тој е крив за тоа. Тие се одговорни, овие се одговорни. Ние сите сме одговорни во даден момент. Владата гледам дека работи и да оставиме да се сработи работава, да видиме кој, што, како направил, тек после известно време да направиме рекапитулар што се случувало порано и како така. Само ќе дадам еден пример. Во многу погрешен правец
се движат работите, демек во воздухот, во тоа што било во Трубарево, има многу тешки метали, ево, се согласувам, има. Од електронското Добро, така инспекторатот за животна средина рекој во петок имаат резултати дали имало тешки метали или не. Не, сигурно има. Да се држиме до фактите, да, сигурно има. Колку како тие кажат. Да. Но она што сакам да кажам, што никој не кажува и немаме ние можност, неа ни мерни станеси на тие полициклични ароматични јаглено-водороди, кои се многу пооспасни од металите. Ти се тие. Кои ги емитираат тие јаглеро-водороди што рекој? Значи тие емитираат овака отпадни материјали, тоа што се гори, така, тоа што согорува, тоа што се складира во диви и депонии и така натаму. Она што сакам да кажам, само една информација, доаѓа до гореен отпад и комунален отпад. Се согорува 55% индустријски отпад, 45% е комунален отпад. Без контрола, без никаква контрола да служува. И тие ослободуваат вакви полициклични јаглено-водороди и она што е најбитно, ние како држава, за 30 години и пред неколку години, ние кај нас имаме само 4 мерни станици за PM 2,5 честички, 16 за 10 PM честички, тоа значи големина честички, и ние мериме мерни станици, имаме за SO2, нели, за SO2, за озон, CO и CO2 и за некои азотни оксиди. А дека за полициклични јаглено-водороди, кои се страшно отровни, немаме. И никој тоа не огледа и не се не мери. Само еден податок и тука ќе престанам, дека се мери со микрограми присуство на воздухот на овие штетни SO2, така, микрограми 20, 30, 50, така може повеќе штетни параметри да се мерат сигурно, но ние не максимално дозволената граница на и јас после ќе кажам кога е направено измерено и колку се измерени. Значи овие полициклични јаглено-водороди, 1 нанограм на метар губен има е токсично. А колку е 1 нанограм во однос на микрограм, гледа се нека пресмета да видат дека така. Тоа значи дека во минатото сме дишеле многу нечист воздух. Но немало мерни станици, сега има мерни станици, треба да има уште повеќе. Немало сенс за тоа да се направи, не сакале, не правиле така натаму и се дојде ситуација, ова пожари што има, и тоа се случи во Трубарево, тоа се случи во Визбегово, тоа се случи во Дрисла, тоа се случи во други места, и со право народот реагира, бидејќи сакаш дивотна средина, некогаш треба да се освестиме да направиме тоа, и ја пак велам, ако треба да имаме консенсус во држава, во влади, во политички партии, треба токму во еколошката сфера да имаме консенсус, бидејќи сите ние дишеме истиот воздух. Точно така. Сите ние дишеме она што се вика чист или нечист воздух. Само ова да ви кажа, ние имаме закони за води, за воздух, така, но немаме закон за дозволени количини за почвата. Не се донесени, не се донесе подзаконски акти, ни за тие работи, но за тоа масе подосна ќе позборуваме и за тоа. Госпоѓо Зафировска, дали сметате дека и по 35 години Македонија требаше така неорганизирано да го има овој дел од еколошката сфера, од екологијата, за управување со отпад, како се вика по модерно сега? За жал, ние потврливме во делот со управувањето со отпад, затоа што многу други земји кои беа исто неразвиени, напредна со управувањето со отпад и со изградбата на современи депонии. Така да проблемот не е само финансиски или во технологијата, туку пред се во организација, континуитет на спроведување на политиките во животна средина. Кај нас нема политики во животна средина, туку едноставно политиката е да се остави на маргините животната средина, а се друго е поважно, што сега буквално ни се враќа во делот на нашето живење. Гледаме што е резултатот. Така. Еве, вие сте работеле во Министерството за животна средина, своевремено сте биле и генерален секретар. Државен секретар. Државен секретар, се извинувам. Државен секретар.
Сигурно дека сте соработували со земјите од Европската Унија, знаеме дека во Европската Унија и во западниот свет многу се внимава и се полага сметка на овој дел од јавното живење и тоа. Што велат кога ќе дојдат овде во Македонија, кога ќе видат ние на кој начин и како го одлагаме ѓубрето, и дека еден ден тоа е темпирана бомба која што не дај Боже може и многу посериозни последици да доживееме. Па секако дека нашите депонии, ѓубришта, одаваат грда слика на не се само тие ѓубришта што ги нарекуваме депонии, ние на секој чекор се среќаваме со нелегални отпади што се покрај патните делници, во самите реки, значи кај што ќе ни текне дака, ни сред град. Значи сето тоа е една грда слика што одава да како ние се грижиме за себе. Тоа говори практично за нас, точно. Да. И слика за нас. Така да немаме оправдување. Треба да си почнеме прво сами од себе да си кажеме кои сме и што сме, наместо да критикуваме постојано. Значи ако дома не се собере отпадот, не се селектира, што понатаму, ако не се организира понатаму низ јавните предпријатија. Така, ќе зборуваме и за тоа како може нели и краткорочни мерки што можат да дадат некаква ефикасност и тоа. Јас сега ќе кажам дека вчера инспекторатот за животна средина кажа дека е зголемено присуство на гасови во и околу Трубарево. И дека присуството на тешки метали ќе биде познато во петок, бидејќи подолг временски период им е потребно. И од Институтот за јавно здравје информира вчера, значи за добиени резултати од воздух и почва, и дека истите биле во нормални референтни вредности без одстапување. Тоа беа податоците што вчера излегоа, но еве да ги почекаме тие за нели што се за тие тешки метали во воздухот. Да почекаме. Министерството за животна средина има капацитет, можности, има и лаборатории кои тоа може да го изведат да направат и веројатно ќе да излезе со информација дека тој дел, значи зависи од ружата на ветрови, има со некои гасови, така да кажам, но прашање имаше препорака луѓето ако можат извесен период да се дислоцираат, да отидат на друго место. Јас сум убеден дека ќе има и воздухот метали или легури или едноставно спојна соединенија каде што металите ги има повеќе. Но она што мене, јас кажав преска, дека ние немаме закони за почва. Од кај па почвата кажа дека не е загадено, од која немаме стандарди доколку е. Немаме закон. А како изгледа? Која е мерката и колку е загадено? Она што пак ќе повторам, ние може да излеземе и ќе излезе сигурно и веројатно ќе бидат или точно во приближни количини во тој дел, дека имаме СО2, CO2, озон и така натаму. А што правиме со полициклични соединенија, разни соединенија, а ги има над 140 кои се многу отровни. И тоа ако велиме отровност, тоа се вели дека има 100 на 100 отровност број 1 така и ништо. Овие се второстепени во тој дел. Тоа сакам да кажам, дека ние немаме, не е направен систем на мониторинг да направи. Само да ќе ви кажам една работа точно со една. 2015 година, нели, направен со проектот JICA, нели, преку јапанска проект, да се мерат овие полициклични јаглен-водороди. Еден е земан од тие, имало и 10, која мереле, значи во општина Карпош, тој период имало 1 нанограм, значи уште било лето, од овие полициклични соединенија. За да после 6 месеци количината е зголемена на 25 пати и се прекинало со мониторирање. Знае ли дека колку денеска имаме таму? И сега се прашувам, како граѓанин, што е лошо? Да дишам CO2, кој е сигурно лошо и метали, или ова што не ми кажуваат, или што не мерат да правим? Ама тоа не значи што не го гледаме, што не го слушаме дека не постои, нели? Не постои, еви кажувам. Не, велам не е тоа што немаме информација или дека нешто не постои. Животната средина кошта пари. Пари има, држава сме. Но извор и селекција на луѓе кои се занимаваат со екологија се очигледно хаотични. Се избираат луѓе кои немаат апсолутно топина точка со оваа работа. Еве, јас само еден пример ќе ви кажам, дека 2017 година
на барање на ОПСР од Хаг за хемиско оружје, би сум 2 пати присуствувал, на нивно барање. Вие се уште Јас сте, сум мислам дека национален координатор за хемиско оружје. И се уште Иако во сте. тој период побара да испратат програма од владата за да може да комуницирам, не испратија, до ден денес ја не сум разрешен или да ми дадат да направам. Затоа што кога учествував во работата во Хаг, ти кажа, ако имате вакви проблеми, нам ни треба содржани програми луѓе кои ќе можеме со нив да комуницираме, да се разбереме, а не со глуви наглуви да зборуваме за таа работа. Пари има во Европа за вакви проекти, Има, но ние очигледно дека не знаеме да ги земеме тие пари за да направиме амбиентална состојба на нашата држава, чистејќи ги нашите почви. Овие почви не е само тука. Имаме ние почва кај што е во Злетово, во Велес. Колку Така, сакате топилницата, прашина да има? па и таму Вие имате во Пробишки, милиони да. тони и килограми јагленова прашина во Битола, непокриена, а има 4 пати поголема радиоактивност, еден ветер 150 ќе дојде до тука, така? Така, јас И- го барав и професорот Стафилов, трајче сите го знаете, Он да, си не ги успевме, знае тие така, ги работи, знае инако работи. Трајче Он тој Стафилов изготви и и атлас, Стефо нели, на Виктор, почви, кога да. водевија комисија за Линдан влада, тие беа мои советници заедно работевме. И успеавме барем да Линда нешто да И направиме. господин Стафилов нели го изготви тој атлас нели на почви Да, и знам да, кажа да. дека Да, ма- треба, се сеќавам на тоа негово гостување и таа реченица дека треба до 50 метри до половина метар внатре земјиштето да се копа, па да се донесе здраво земјиште за да можеме нели инаку се што и не само тоа. Затоа вика луѓето него во е желудниците секоја има тешки метали. загадена Да. зборови, како што е на пример Па ќе во одат на Бизбегово, испитување. во Вардариште, Да. Трубарево, така натаму. Ако сакаме, значи тото е загадено, треба 6 километри квадратни да се исчисти почва во околината, и тоа до 40 сантима така. И тој атлас што го направи Стафилов со групацијата не се однесува на онечистување или загаденост од депониите. Не, од депониите, туку од природна други загаденост извори. има од природни тешки метали, а плюс ако додадеме ова загадување што Добро, и имаме, топилницата уште во полошо Велес, нели, дополнително конкретно се- за Велес се си има Да. тоа, се има влијание. Еве, господи Зафировска, колку се опасни токсините, делумно и кажа господин Чахил, овие токсини што се изврлаат во воздухот, ќе видиме, значи, за тие тешки метали, што викат дека се врвот, нели, на загадувачите, условно речено, или на поопасните. Не е врв, него дел од загадувачите. Делот од тие поопасни, да речеме, загадувачи. Колку е опасноста голема и дали верувате дека овие пожари се подметнати онака како што кажа представниците на владата? Па, токсините се исклучително опасни. Диоксини, фурани, тешки метали, канцерогени честички што се ослободуваат нели, при горење на ѓубриштата и сега во моментот во Трубарево што се случи. Тие се акумулираат со тек на време, освен во воздухот, во почвата, во водите, во подземните води, исто така. Значи, тоа е огромно загадување, што при тоа ние, освен преку вдишувањето, преку синџирот на исхрана го добиваме на нашите трпези. Значи, што се однесува до шпекулации за подметнати пожари, Мислам, тоа не е најбитно, условно речено, да кажеме, нели сега во моментот треба тоа не би со требало последиците да се справуваме. Без да се потврди со докази, не би требало да се зборува и затоа си има институции кои треба да го проверат. Но во отсуство на таа истрага транспарентна што не ни е достапна нели на нас, треба да ни биде, останува предпоставка, значи дека еве се палат, но тие ѓубришта не се обезбедени, тие сами од себе содржат внатре гасови кои лесно допринесуваат да се запали тоа ѓубриште, значи има За некој метан не е што се сватливо тоа ослободува. дека може ѓубриштето Така, само од себе да се не запали, е сватливо, но Се знае точно но како е тоа. депониите остануваат жаришта, тие депонии ѓубришта остануваат жаришта кои лесно може да се запалат, значи лесно може било случајно Без или допир со намерно. некој извор на било случајно жарење или на намерно. искра. Така да и денеска ние видовме дека ни дадоа информација дека Дрисла повторно се запалила на друго место, што значи дека гасовите во самата
во самото ѓубриште кое не е депонија, пак да се разбереме, во самото ѓубриште има веќе реакција со години, трупано, значи неселектиран отпад и тоа е резултатот што го гледаме. Така. Господине Чахил, сигурно и вие ги слушнавте тезите на владата дека е тоа Значи, диверзија, пак ќе речам не е тоа најважното е дека имаме ваква состојба, да. И јас не би коментирал тоа, затоа владата е повикана тука да ги испита и да ги реши проблемите и верувам дека тоа ќе го направи. Она што е за мене битно, дека во ваквите депонии, кој што е точно не е обезбедено, се создава газ метан. Гасот метан е многу експлозивен и запалив газ. Значи, очигледно дека некој знае дека таму се создава газ и тоа мене создава да прашам што се случувало. Тоа се случува распаѓање на органски материјали, на други материјали, необезбедено. Иако во Дриста има се сфрла па стои на земја така натаму. Во Вардарише, други места нема такво нешто, апсолутно. И се распаѓа, на пример, во Дрисла се плаќа да се одложи отпад. Ама на други места, на пример, како што во Вардариш, да се фрлат ѓубре се и се што, и таму ништо не се плаќа и ништо не се кои треба да контролираат во минатото 30 години да направат, ништо не направиле, не преземале. И јас квалитативно и квантитетивно не знам кој што направи или не направи таа работа. И она што е најважно, се создаваат соединенија, како што е најтоксичното тука ти е диоксинот, нели? Има 100 такви соединенија. Фуранот, исто така токсично соединение. Овие другите се играшка према овие. Не сакам дека не се тие токсични, металите и комбинација на легури што создаваат. Или она што видов во Турбарево, дека сигурно тоа пластика и синтетички материјали се гори. Тоа е тема така. Но има во тие електронски материјали и разни метали. Она дали литиум има многу малку или други, има се. Али во кои количини ние не знаеме. Не знаеме ни како е обезбедено. И кој им дал дозвола да складира тако опасен отпад без обезбедување во населено место. Каде што има и луѓе, сам не посебно, да. И она што е алармантно и симптоматично, едноставно се случуваат сите работи одеднашка. Може би и добро да се откријат или да се дознаат работиве. Јас само, ако дозволите да ја кажа за некој работи. Да, повелете. Вардариште е застарена да. депонија и затворена депонија, нели? Проект за санација треба се направи и систем за зафаќање на метан. И надзор, контрола и противпожарен систем и селекција на отпад, ако сакаме да го направиме права депонија. Во Дрисла, систем за метан, за собирање, за складирање и евентуално користење систем за отпадни води, значи уште дали работи, не знаеме, да се воспостави систем на селекција на отпад, за сега нема. За другите депонии, да има регионални депонии, со закон да се регулира и со подзаконски акти, систем за селекција на отпад, проекти и така натаму. Трубара исто го нема. Она што сакам да кажам, метан има во светот, кај што од тие депонии се добива метан, газ. И тој метан газ се согора, се добива електрична енергија и така натаму. Значи, кога може ли тие да го прават тоа, зашто да не може да. Но се ќе согласите, за да се направи тоа, треба чаша знаење, нели? Треба луѓе кои знаат да го направат тоа. Не може само со гола политика и со демагогија да се прави дека може и треба да се направи ова. Дека екологијата е најважна. А пошто гледаме дека екологијата е најважна? Имаме предмети во основно училиште, ги учиме деца за екологија. Ево ја предавам екологија и изборен предмет е. Барав да биде, не е. На други места не е. Имаме разни проекти, разни за медиумска писменост, за ова писменост, а за еколошка писменост? И сега јас ги прашувам сега како случува ова. Па ајде тие што се медиумски писмени, нека ги решават проблемите. Не може да ги решат, така? За да имаме ние деца од мало, дека со еколошка свест треба да растат, треба да ги едуцираме. А ние треба да ги едуцират едуцирани луѓе, не приучени луѓе. И ќе дојдеме во ситуација дека ќе бидат загрижени за својата животна средина. Не е направено, никогаш не е доста. Може би сега ова е нешто да се освестиме како држава,
да почнеме од тега да работиме. Има европски пари кои ќе дадат за ваква намена и ние треба да заштитиме не само нашиот воздух, нашите води, нашите почви и нашата животна средина, бидејќи нема граница на воздухот, на водата и на почвата, ова е твое, ова е мое. Тоа е заедничко. Ако тука не направиме консензус, ние ништо не направиме. А дали Запад се интересира? Сигурно многу се интересира, но не може тие да решават нашиве проблеми. Апсолутно. Тие може само да помогнат, ако ние сакаме и ако дадеме или допринесеме со содржајни проекти, со луѓе кои зборуваат исти јазик со тие луѓе, за може да се применува. Тоа минато го немаше. Ја ве тврдам, него гледаме ни сега дека го има, да. Дали од сега ќе го има, ќе видиме. Ќе видиме ова влада да ги решава овие проблеми и треба да ги реши. Тоа е овие невладени организации кои раструбија работава, е добро, тие реагира, да се решава, но треба со работа со институции да го направат тоа. Имаме животна средина, имат лаборатории, имат капацитет, но дали е доволен? Мислам дека не е доволен, треба да се соработува со институции кои се најодговорни и стручни тела за оваа работа. Не можеме тамо да бираме луѓе, ама по вокација јас сум екологист, јас сум ова. Не. Има објективни критериуми кој што знае и може да работи. Добро знаеме дека и по партиски клуч има вработувања и така да... Видите, само да кажам, се согласувам, политика е, тука не е, бираме пар екселанс политички наставен све, но и по партиски клуч изберете ги најдобрите кои знаат таа работа, така? А не по партиски клуч, нема појма и тој да биде, така? Така. Јас сега ќе побарам пауза за реклами, па продолжуваме со емисијата. Реклами. Почитувани, продолжуваме со анализа. Гости се госпоѓата Лидија Зафировска, поранешен водостопански инспектор во Инспекторатот за животна средина и поранешен државен секретар во Министерството за животна средина и професор доктор Аднан Ѓахил, универзитетски професор. Зафировска, го начна прашањето господинот Ѓахил со образованието дека треба од мали нозе да има едукација за тоа што значи екологија и таа еколошка свест да им се вгради на децата од мали нозе. Што стоиме на експертски план? Вие работевте во Министерството за животна средина, колку е тоа опремено со, како да кажам, со стручни кадри, еве, ако ништо повеќе? Па, со стручни кадри, мислам дека е многу малку опремена. Пример би ја дала лабораторијата за... Еве, колку инспектори имаше во државниот инспекторат, знаеме дека многу малку на времето, барем се жалеа дека нема доволно инспектори за да стигнат секаде. Градоначалничката на Скопје рече дека дури нивниот инспекторат броел повеќе за животна средина, имало повеќе инспектори од државата што има. Така е. Точно е тоа што го кажа градоначалничката, дека градот Скопје има повеќе инспектори во однос... За животна средина, така. Па и за животна средина, во вкупно што има инспектори, отколку нашиот инспекторат за животна средина, затоа што... Затоа што кога треба да се вработуваат стручни кадри, значи и тие што ќе се јават на конкурсот, понатаму кога ќе видат какви се условите, какви се примањата, си одат, не име едноставно примамливо да останат во Инспекторатот за животна средина, а во Инспекторатот се повеќе и повеќе она, како да кажам, старосната група што ја има на инспектори е во делот на веќе пред пензија, што се или веќе одат во пензија. Слушнав дека се примиле 15 инспектори. Не ми е јасно како, значи на определено работно време, тоа е 6 месеци, но по кој закон, да, министерот Меджити ги примил, но по кој закон и како, значи инспекцијски совет го тргаат на страна, да инспекцијски совет води ред тие инспектори што ќе бидат примени преку инспекцијските служби, да имаат обука, да ги добијат лиценците. Овие дали се како комунални редари примени, со кое образование, зошто се примени, не знам, но сепак тоа не е по законот за инспекцијски надзор и не ми е јасно какви инспектори ќе бидат, затоа што условите да биде инспектор се знае во законот си стои
што треба да исполнува и како треба да исполнува, значи без лиценца не може да биде инспектор. И како ќе оди тој новопримен, така наречен инспектор, како ќе оди на инспекцијски надзор без да ја има лиценцата добиена од инспекцијски совет. Значи за таа лиценца се полага. После година дена обука. Значи треба да поминат година дена обука, ова е направено нешто адхок, преку трупа што се вели. Така, не знам. Тоа се сега примени од како излегува работиве со варвариште и со отрисла или претходно малку? Предходно се надевам дека од тие инспектори ќе стане инспектори со лиценца, дека нема да се откажат, дека ќе дотраат да си ги земат лиценците и ќе бидат квалитетни инспектори, но како и да е, ние треба да имаме инспектори во Државниот инспекторат за животна средина кои сите инспектори што се по општините да влезат во самиот инспекторат за животна средина. Дури тогаш ќе имаме ние квалитетен инспекцијски надзор, а не на локално ниво имаме инспектори за животна средина и на државно ниво. Еве, дали сметате дека поголемо присуство на инспекторите можеби би превенирале од вакви ситуации, сега ако исклучиме можноста дека само од себе се испалило нели ѓубриштето или било како? Значи Нели што се складира сето во тие ѓубришта, нели дали е дозволено, дали е добро организирано? Ја мислам дека не може да се превенира, затоа што еве гледам и добро е што се примат инспектори. Мислам дека Министерството за животна средина има капацитет, има можност, има лаборатории. Она што фали да има се повеќе апаратура, стручни луѓе кои ќе прават анализи. Се согласувам, треба да има централизирано сите инспектори да бидат тука, но инспектори се на крај. Кога ќе дојде некој проблем, треба некој да ги прави анализите. Немањето на луѓе стручни, а не доаѓа да тоа нема плати добри, нема третман и така натаму, што ќе правиме? Кај ќе се анализират тие работи? А имаш лабораторија, нема да затоа и опозицијата излезе со ова дека мислам опозицијата што беше до вчера власт како и да е не сакам партиски политички да имплементацијата на законите е преку инспекцијските служби. Лабораторија, дали ние имаме располагаме со добри лаборатории? Не, министерство со право може би барате така натаму. Мислам дека не се во право, затоа што има можност опозиција 7 години да го направи тоа. Не го направиле. Не се квантифицира што направи, што не направиле. Да дозволиме се овие да направат. После кога иде време ќе бараме очет од нив, така? Да. Сите во минатото, ако гледаме на назад, ништо не направиле од тој ден. Па ако гледаме од ова сега на кој ниво сме, никој ништо не направи. Не треба некого да осуди да параме. Она што треба ние да го направиме, од сегашната власт да бараме да ги реши проблемите, дали е некој намерно запалил, дали анализата се прави добра, да даде објективни резултати, народот да се смири, дека се случуваат тие работи. Потоа да се направи исчекор во однос на депонии, во однос на закони, подзаконски акти и тоа да се вреше во една рамка како што треба. Едноставно, пак по неколку пати повторувам, тука треба да имаме консензус, сепа се работи за наша животна средина. Ако тоа го немаме, и ако немаме на некој начин селекција од мали нозе да се учи екологија, само еден пример, 1919-20 година се предложи, се зачуди дека природниве науки треба да се изучат како еден предмет. Јас тоа не може да го прифатам. Како е возможно таква работа? А основата на екологијата лежи во природниве науки. Така да треба се професорите по географија да предаваат. И ако ти немаш такви предмети и ставаш ти на маргините на настаниве и после се чудиш зошто нема заинтересирани да студираат ова, да направат тоа и нема експерт. Нема ни да има. Нема ни да има. Не е возможно во непродуктивни дејности да имате енормни високи плати, онаму кај што треба, вака, во екологија, во слични дејности да имате експерти, да соработат со Европска унија, кои експерти така натаму, да нема плати или едноставно да не преживат и затоа тие луѓе не останат да работат и тоа е одговорноста на самата држава во континуитет. Во континуитет ние како држава не можевме и не одговоривме случајно или намерно на предизвиците на екологијата. Не одговоривме. Имавме можност, ја тоа знам сигурно, пружена рака од Европска унија, сме потпишале мали милион закони така за соработка
но тие пари стојат таму некаде, не може да ги искористиме, зашто треба некој да знае да прави проекти, да аплицира. Тие луѓе кои се избираат со адхок решенија и во минато и сега секогаш, сигурно не може да застанат од тие експерти на равно ниво и да одговарат. Еве, може би повеќе на тој план, бидејќи господин Зафировска работела во Министерството за животна средина, па може би ќе ни каже колку бил интересот за да имаме ние такви проекти да земеме врз основа на кои што нели можеме средства и што се вели и памет, нели, тоа така, еде едно со друго. Ние многу пати сме биле блиску кога се отвара проекти со подршка од Европската унија и фондовите на Европска унија. Дали сме биле некош блиску до решавање на овој проблем? Да, ние се усогласувавме со законската рамка, со европските стандарди, нашите закони се со европско знаменце, но пак ќе кажам, значи имплементацијата на законите е преку инспекцијските служби. Вие не можете да знаете како се имплементира законот ако инспекторот не ја спровел мерката на терен. Јас можам само да го споредам законот за животна средина и законот за води, законот за цени на водни услуги, кој се како најнов закон имплементираше и најбрзо, затоа што регулаторна комисија за енергетика рече дека тој закон треба да се спроведе што е можно побрзо, за да сите општини имаат цени на водни услуги. Заедно со вработените од регулаторна, јас бев само водостопански инспектор, ги поминавме сите општини, прво големите, потоа малите, и законот за цени на водни услуги се имплементираше, но на нив им требаше инспектор на терен. Затоа зборувам, сите тие закони што ни се со европско знаменце, сите се усогласени, но ние треба да имаме доволно едуциран, квалитетен инспекцијски надзор од нашите инспектори. Не можеме да очекуваме пола од инспекторите сега ќе заминат во пензија, ние да имаме силна инспекцијска служба. Тука треба многу јасно да се даде подршка на инспекторатот. Не велам дали предходните или сегашните, така, сепак животна средина треба да ни биде приоритет на сите влади, и предходните и идните, сите треба да знаат дека многу треба да се вложи, што било, понатака треба да се вложи во животната средина. Сега ние треба да направиме еден исчекор, да имаме политики во животна средина, а не политиканство. Треба да недостатокот што ни бил на политичка волја, демек ајде ќе го оставиме Министерството за животна средина на маргините, другите ќе имаат приоритети за буџетски средства кога се двојат и се понатаму. Сега ова е пример дека навистина треба да се вложува во животната средина. Посебно ќе нагласам што е проблем кој се провлекува скоро и децении уназад, дека лабораторијата на Министерство за животна средина, која е оформена баш да биде на услуга на инспекторатот, веќе не функционира. Зошто? Затоа што немаме таму технички кадар кој ќе се прими. Не работи како што треба. Самата лабораторија прва треба да излезе заедно со инспекторите на терен, а не да се плаќаат туѓи лаборатории. Тие туѓи лаборатории треба да бидат само како споредба на резултатите што ќе ги направи лабораторијата. Затоа треба да се инвестира во лабораторијата на Министерството за животна средина. Дали некои лаборатории во Ману, не знам дали се такви лаборатории или се отвара. Не, видите, се согласувам дека Министерството за животна средина има лаборатории, треба да се инвестира и дека инспекторот е многу важен сегмент. По мене, сите сегменти од екологија и еколошка се важни. Значи, треба да имаме кредибилни луѓе, кредибилни истражувачи и со кредибилна лабораторија. Така, само малку, господин Чахил, само да прашам, што недостасува во лабораторијата, дали апаратура има, нема технички кадар или обратно? Или недостасува и апаратура и технички кадар? И апаратура и технички кадар, значи се недостига. Лабораторијата е сместена на територија на Железара, значи зграда има,
таа е во собственост на Министерството за животна средина. Има уште многу мал број на луѓе кои функционираат таму, но тоа е со ограничен капацитет се работи така. на се. Тогаш каде се Така, вршат за овие жал. мерења што Значи, регизене мустри од воздухот, што почва од вода од Јас, колку што разбрав, тоа е преку Штипскиот универзитет. Гледајќи на телевизија, и значи Министерството користи лаборатории од надвор, што би требало да биде нашата лабораторијата Така, на така. Министерството и споредбена лабораторија. така, без да се направат споредби, сметате Да. дека нема да бидат Валидни. да речеме, или докрај издржани да бидат резултатите. потврдени. Да бидат потврдени, така да. Јас се Добро сеќам би на било. времето кога имаше една екипа од пратеници кога одеа дали да Дрисла, мислам дека беше, кога букна таа афера дека на непрописен начин се пали медицински отпад, ако се сеќавате, има години поминато, па знам дека одеше една екипа пратеници чисто да видат што таму има во Дрисла, мислам дека беше Лилијана Поповска, нека ми прости ако грешам, дека во обично ќумбен или пампур се палат медицинскиот отпад и тоа, така да Упатен сум Да, од тоа се идеја, сеќавате, да, но беше за жал голема- и tukаш имаше политиканство. Она што е битно има да кажам печка за согорување, Да. но таа печка за согорување нема фаќачи на сите овие соединија што се спомнував. Делумно согорува, другите идат во воздух. И од тука е и најголемиот проблем. Да. Она што е еве на пример ќе кажам еден пример како тоа може да го решаваме, нели? Некаде со јапанска програма од 97 година, од топланите кога се користела нафта, така, имало енормно количини, 1000-1500, 2000 микрограми на метар кубен, така. Од кога се воведе газ, на газ се користеле, падна на помалку од 50 микрограми. Значи имало решение, нели? Има решение, Значи, гасификацијата или за гасификацијата колку и уште време една се работа. зборува, Реагираат, добро. Јас сум реагирал колку пати. Колку има места во Македонија, во Скопје, кај што има азбестни кровови, има зградинки со азбест и така натаму, ама сите ќутат за тоа работа, така? Јас сум реагирал колку пати и ќутат. Азбест нема поотровно тоа. Имавме закон за непушење. Знам така. за македонската телевизија дека е со азбест, не знам дали промениле во... Не, ама еве факултетот И кај нас многу институции други, точно, имавме да. ние закон за непушење, така? Па во влада се пушеше минатите години. Само Скопје и Прежа, сите други градови, сите пушија секаде. Зашто тогаш не се реагираше за ова? Амбиентално одложност се разсипува. Што е најважно, се крши законот. Тие луѓе кои го кршат тој закон, зашто не би прекршувале овој закон? Значи и до нас е работава. Дали можеме да ги решаваме проблемите? Да, дали можеме да ги решаваме, господин Чакел, проблемите? или со вас? Сигурно, Ајде, продолжете вие. сигурно можеме да. Значи, кажам неколку примери дека треба да се стават мерни станици. Прво, она што е битно, дека имаме закончиња и дека се користи, но немаме подзаконски акти. Подзаконските акти регулират нашите обврските на инспекторатот и обврските на животна средина и други институции по законските акти. Тие ги немаме. Затоа ни замерат нас. Треба нив да ги донесеме. Во основа од подзаконски акти ќе направиме повеќе мерни станици за сите овие гасови, за полициклични јаглено-водороди, за фурани, до ова. Ви знаете до минатото дека легално се увезуваше гума за согорување кој ослободува фурани? Ама тоа никој не го кажува, така? Како гориво, нели? Како гориво. Да, како гориво. Па како тоа фурани ослободува гори, ама тоа не се гледа, нели, нон-стоп. Ова што ќе се види, ова е умревме готово. Па до сега стално сме умирале ние. Затоа имаме ние зголемување на разни болести во однос на плучата, во однос на други детата разболови и така натаму. Решението да се освестиме, да направиме првиот чекор. Закони да се променат, и тоа ригорозни, со европско знаменце. Подзаконски акти, да почнеме со работаме со Европска унија во протоколи кои сме ги подпишали, така. И строго да се применуваат, да земеме пари од европски фондови и да имаме контрибуција од државата и тоа да се контролира. А она што нема животна средина, таа апаратура, има
факултет за хемија, има физика, има биологија, други институции има така. Интеринституционално може да направи. Тоа сепак во Македонија, може да соработуваме ние и треба да соработуваме. Очигледно дека тоа не се прави, се остава на маргините и не се случува. И зошто да биде така запуштена лабораторијата? Да оставиме ова аток решение. Се запалило, случајно или нема, тоа не е ни битно, се случува хаварија, но ако ова оставиме вака, не решено, треба да го се реши, да се види кој е, но да почнеме да ги решаваме проблемите институционално, со луѓе кои се кредибилни, со кредибилни лаборатории, кои може едноставно да одговарат на овој предизвик што се вика екологија и заштита на животна средина. Ако не, сепак и во иднина ќе се случи истото, ќе занимаваме со политиканство, а што ќе имаме? Ќе дишеме нечист воздух и така натаму. Ние имаме горива кои не се горива, кои не се контролираат така. Во тие горива контролираме дел, ама јаглени водороди не контролираме. Па затоа велиме контролата дека е многу битна работа, имаме инспектори контролираат било коли што. кои работат, кои не се по стандарди. Таму во Извегово што имаше гробишта на коли, има пуно фрлени коли, каросерии со боја, со метал и така натаму, ќе изгори и се ослободуваат и разни соединенија, метали и така натаму. Пак ќе повторам дека сигурно овие гасови, овие метали се штетни, но најштетни, врвот на штетност е полициклични јаглено водороди, кои во нанограми се мери, а за тоа никој не воведува, не поставува прашање како тоа да го направиме, а има можноста. Значи, JICA проект, јапанската влада донира, европската да мониторира, да ја кажеме дека ние од сега ќе мониторираме полициклични јаглени водороди, метали и така натаму. Не треба 100 мониторинг системи да го направиме тоа. Дајте проект, ќе не финансират, сигурно, ама треба проект содржаен, а не аток или така. Дајте ние пари, па после ќе видиме како ќе прави. Тоа нема да пари, така никој не дава апсолутно. Еве, дали има излезни решенија, барем на краток рок, краткорочни, подолгорочни, што сметате Зафировска, еве, колку може и граѓаните еве со ова селектирање на отпад, тоа што нели го слушаме дека постои, го гледаме, сме биле сите на запад и знаеме како се однесуваат тие кон нивното ѓубре. Така, ние имаме решение. Јас би се сложила и со професорот дека мора да се внимава на тоа што кај се гори, но факт е дека секаде горат депониите, ѓубриштата низ сите општини. Сами од себе? Значи сами од себе, затоа што содржат метан. Но јас мислам дека партиите треба да ги тргнат раците од животната средина и треба сите заедно да ја чувствуваат животната средина дека е наша, дека ние треба да се грижиме за нејза и веднаш и сега треба да се донесе мерка селекција на отпад. Како што гледаме, цел град е затрупан со отпад, од која причина и како не се подига отпадот, стои по улиците. Зошто? Затоа што нас ѓубриштето наречено Дрисла ни гори. Сега не се носи. Комуналното предпријатие има повеќе шефови него ли луѓе што работат на терен, со застарена механизација и така натаму. Треба да се инвестира во јавните предпријатија, комунални предпријатија, треба во работна сила, треба да им се дадат плати на тие работници, треба да им се заштити здравјето, сето тоа треба. Да, тоа е долгорочната мерка, но краткорочна веднаш и сега да се селектира отпадот за да комуналниот отпад, оној што навистина може да се делегира, да се однесе на тие ѓубришта, може. Сето друго може да се селектира и да ни биде понатаму енергенс. Ние во цементара гледаме дека се увезува отпад и тоа од пластика, гуми, се гори. Затоа велиме дека цементара нас не загадува. Зошто не загадува? Затоа што гори отпад и тоа увезен од странство, а ние нашиот го депонираме на Дрисла. Неселектиран. Значи, сето тоа, кога би се направило, значи, да се воведи селективно собирање и депонирање одвоено по категории,
секоја општина да има јавно комунално предпријатие, не да има едно комунално предпријатие град Скопје, па јас да зависам од 5-6 работника кои буквално се веќе изнемоштени, истоштени од работа и со стари камиони возат. Значи, секоја општина, комунално предпријатие, секоја општина да се грижи за сметот, да им даде на граѓаните садови за селекција и да подсетам дека во законот стои обавезно граѓанинот е должен да го селектира отпадот. Обавезно комуналното предпријатие е должно да врши селекција. Каде е тоа спроведено? Во која општина? Еве, ако постои, да речеме, во законот, така, во законот никој не стои. селектира. Имплементацијата на законот е токму тука. Значи не е Има тоа ли вистина во тоа, незаконски. бидејќи ми пиша некои луѓе кога нели дознаа која е темата, е дека многу полошо е нели издувните гасови се многу полоши кога станува збор за депони или ѓубришта каде што има од мешан состав отпад. Јас ви Значи, кажам, има вистина во тоа. Ние воедно имаме загадување од воздух, загадување на подземните води, така, загадување на почвата. Сите тие три елементи нас ни се загадени. Нас ни треба многу долго време за да го исчистиме, да се исчистиме од ѓубрето и најверојатно ќе поминат децении вложување на многу големи економски мерки за да може да се допринесе кон здрава животна средина, да го очистиме она што сме го загадиле. Ние неуморно работиме на загадување, отколку неуморно да работиме на справување со отпадот и да имаме чиста животна средина. Она, како што рече професорот, тоа се учи од мали нозе. Да, нашите деца учат во школа како треба со животна средина, не дека не е тоа воведено. Но кога ќе пораснат, гледаат дека ѓубрето може секаде да го фрлат. Тоа е само дека може секако да се однесува. Сега однесува. последниве години кога гледаат дека сме сите во депонија една голема претворени. Кажа соговорничка дека се увезувало во Усие, се горело така. Правило. Јас не сум видел така. Зашто обвинатото инспекцијските служби не направиле увид и да дадат пресконференција дека ние направиме увид, Усие или другите горат, еве докази, еве направи. До сега не сум видел такво нешто. Тоа е само паушално изборување. Зборуваше инспекцијските служби се влезени во инспекцијските се влезени се, но политички зошто не се реагирало? Тука политиката ги вмешала прстите онаму кај што инспекторот не може да стигне. Инспекторот стига до обвинителство и до комисија за спогодување или до судот. Се вика нешто, се вика јавност, ќе држи пресконференција, ќе каже тоа. Така, сакам да се доискажам во мерките, во оние брзи мерки. Значи, онаму кај што не е способно јавното предпријатие да или не е основано или општината не може во моментот да основа, може да работи со јавно-приватно партнерство, може да се работи, значи сепак комуналниот смет мора да биде селектиран. Додека понатаму решението е во современ систем за управување со отпад. Значи, првиот чекор е за модерни депонии, постројки за сортирање, рециклирање и контрола на индустријски и комунален отпад. Што значи тоа? Дека една депонија се гради по сите стандарди. Таа има водонепропусно тло. Значи, доле на самата депонија. И кога ќе го прими тој неизбежен отпад што треба да се депонира, тој не смее да се цеди во самата почва. Почвите нас на овие ѓубришта ни се секаде загадени, подземните води ни се загадени, така да ние не можеме да се пофалиме дека со овие депонии само што горат, ние ќе ги затрупаме со земја, сме го решиле проблемот. Решенијата не се, значи, само краткорочни, треба да бидат долгорочни, да се вклучи едукација и инспекцијска контрола. За почеток што велите да се селектира отпадот. Во почеток. Треба да имаме ние закон кај што те имаме регионално депонии, модерни, како треба, но очигледно дека
локалните шерифи не сака таму, не сака вами, не се случува таа работа. И треба еднаш држава секоја да реши, тука ќе биде ОИМС и крај, завршена работа, за добробит на општеството. Она што ќе имаме, требало да имаме краткорочни, долгорочни, среднорочни и долгорочни решенија. Тоа го прават луѓе кредибилни и кредибилни институции. За сега немаме такви работи. Во светот што се случува? Па како да очекуваме господине Чакни, како се прави? Вака би требало. Значи јас знам да многу граѓаните треба да очекуваат каде што има апаратури, тоа знам сигурно. Ако ставиш пластична 5 шишиња или полиамидни како шишиња, ти враќаат толку пари за тебе, така? Да, има. Во цел свет така е направено. Не е само обврска да направиме ние. Треба се наградат, тоа е еден чекор како да се става навика. Складирање или сортирање на хартија и така натаму, во отпадот да иде органско, она што ја одјаде така. Него овие што е стакла со ова, треба да се сортира и да е минимално, тоа прави цел запад, така е. Едноставно, да се плаќат. А што се случува кај нас? Едноставно не се плаќа, се фрла и доаѓаат од канти да собира тоа, расфрлат ѓубре секаде и после тоа другиот криви. Ова што е за ѓубриото, секаде има ѓубре. Тоа не е од вчера, и пред 6 месеци, пред една година, има ѓубре секаде. Дали треба? Па видите луѓе, комуналните предпријатија зимат од секој месец од пари? Зимаат, ама како зимаат, да. Па добро де, ако зимаат тие пари, треба одговарат на тоа. И капацитетите за тоа ѓубре на толков број граѓани во Скопје не. Добро де, нека идеат со програма дека овој капацитет не е доволен и треба повеќе луѓе, треба да се зголемите. Значи, за се ние бараме кривецка ѓубре. Повеќе страна е проблемот апсолутно и не е од сега, не е никој дека е од сега, туку тоа е со години. Ако ние сами не се освестиме да направиме, едноставно, како што кажа, да, децата се информираат за екологијата, ама не учат, не научуваат, бидејќи кога ќе порасат, не ги интересира и затоа што целото општество во апатија, оставаме се и се што. Не само ѓубриво, која последен пат се миеле улиците? Не се сеќавам. Обично пред празник знаеле. Па чекајте, тоа е обврска. Јас сеќавам порано во чашија, секој таму после 12 се миеле улиците. Овдека не се мијат улиците. Прашина колку сакаш, нечистотија се има. Не имаме проблем со градежна експанзија. Сите тие ружа на ветрови се гради кај што се сака, не се приметува. И кога ќе собереме се на се, амбиенталниот воздух, амбиенталната вода или почвата, како што велам дека за почва немаме ние закон кој е минимално загаденоста, ние имаме нездрава животна средина и ова што случи сега хаварија, само да ни послужи кој опомена дека во иднина, ако не преземеме мерки, може да дојде многу поголеми хавари што случува сега. Госпожа Зафировска, вие нешто да кажете за крај на емисијава, бидејќи времето ни истече? Па јас би рекла дека активните ѓубришта, депонии кои горат и тлеат со години по општините, не е само Скопскиот регион. Знаеме Кочани, Охрид, Штип и така натаму. Поготово Кочанската гореше се само запалуваше неколку пати минатиот како да кажам, минатите години, изминатиот период, тоа се знае дека има проблем, затоа што пак од соседните општини се носи на самата таа депонија. Штипската депонија исто онаму кај што би требало тој отпад што е од конфекцијската служба да се собере и да се селектира, да се реупотреби, тој се носи на депонија и таму се гори, тоа е жално, значи и ова што не се случува, така да овие ослободување на токсични материи што влијаат на здравјето на граѓаните, буквално се директно влијаат на здравјето на луѓето, а потоа индиректно преку трпезите, значи ние го добиваме со храна, така со храната. Синџирот на исхрана, значи преку земјоделските производи. Знаеме дека Трубарево сместен онаму кај што гореше пластиката е сместено во земјоделски реон
И сега, од кај да знаеме што ние ќе купиме на пазар, така ли? И како можело да му се дозволи тој огромен капацитет на отпад да биде баш таму сместен во земјоделско земјиште? Може само на крај значи, тука требало да завршуваме веќе готово, само една да реченица. Има решение и велам многу пати, затоа што не зборуваме на пример за инсектициди, фунгициди, хербициди, така, кои ги има секаде расфрлени и тоа страшни отрови. А да не кажеме за таа работа. Овие проблеми може да се решат цела Македонија, вклучително Скопје, ако имаме и ако избереме кредибилни експерти во кредибилни институции и со закон регулирана соработка меѓу институциите да го разгледаме тоа. Ако тоа не го немаме, што и да направиме, некаде ќе затаи. Ако не тука, ќе случи во Кочани, во Штип и така натаму, и да знаете, ние сме мала држава и да се случи на 100 километри, воздухот, ветровите ќе ги донесе кај Македонија има експерти во сите области. Значи, нашите луѓе одат во странство да работат и да си го извезуваат своето знаење, а ние не можеме да се справиме со животна средина тука. Значи, не е дека ние немаме паметен свет, имаме, но, пак ќе повторам, политиката да ги тргне рацете од животна средина и да дозволи на експертите да си ја работат својата работа. Дали се во Министерство за животна средина, дали се во другите институции, дали се во инспекторат, сите својата работа да си ја работат. Видите, ја бев политичка личност, направивме комисија за Линданот, и решив го делно проблем. Што понатаму не се продолжи, не е моја работа. Ја ве кажувам о себе си. Јас сум и човек кој што е да завршиме, инаку разговорот може да продолжи после тоа. Експерт во политиката и тоа може да се решава. Имаме ние луѓе. Почитувани, тука е завршница на вечерашната анализа. Довидување.